Во рамките на програмата на Општина Охрид за одбележување на Свети Климент Охридски, патронот и заштитникот на Охрид. На просторот каде што се измешани вековите и настаните, каде што секој предмет има нешто да каже и каде што фантазијата и науката одат заедно. Токму тоа место е најинтересно за археолозите и токму таму тие започнуваат да истражуваат, да копаат, да составуваат, да откриваат. Кога ќе ја состава сложувалката на целата таа приказна од минатото, со голема возбуда му ја покажуваат на светот. И на тој начин му се спротивставуваат на заборавот. Пишуваат авторите: професор доктор Антонио Јакимовски, професор доктор Елизавета Томецка-Илиевска и магистер Маја Јаневска, како и Иван Молезанов, магистрантот по археолошки науки. Општина Охрид во соработка со Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина, регионален зелен центар од Охрид и Институтот за европско образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе од Скопје ја издадоа литературата за деца и млади Охридска археолошка азбука. Преку оваа литература за деца, најмладите читатели ќе стекнат знаења за основните поими од областа на археологијата, кои се поврзани со културното наследство на Охрид, Охридскиот регион и Република Македонија. Почитувани присутни, дозволете да го поканам главниот покровител на Охридската археолошка азбука, градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, да се обрати. Градоначалник, поведете. Почитувани автори на Охридска археолошка азбука, ценени професори, уредници, рецензенти, почитувани археолози, дами и господа. Дозволете да го изразам моето огромно задоволство што денес се собравме тука за да го промовираме ова скапоценно археолошко дело за деца, која е добра водилка за осознавање на нашите корени, кои продираат во давнина, во античка и царска Македонија. Зошто нема обстојување во сегашноста и гледање кон иднината ако не си го познаваме минатото. Ценети присутни, древниот Охрид е беден на македонскиот национален идентитет, научен и културен центар која промовира Македонија како земја која доследно се грижи за своето минато, сегашност и иднина. А токму со опишувањето на вакви дела се грижиме за своето минато. Преку оваа книжка нашите сакани деца побрзо и посликовито ќе разберат кои сме и што сме. Осознавајќи ги и почитувајќи се себе си, дозволуваме да не сакаат и почитуваат и останатите. Велат дека ништо на светот значајно и голема ниту започнува, а ниту завршува без голема љубов и без голема посветеност. Затоа упатувам голема благодарност за сите ценети автори кои ја вложија целата своја љубов, посветеност, ентузијазам и знаење во испишување на Охридската археолошка азбука. Ние како локална власт пак го поддржуваме и застанавме позади овој важен проект. Се потрудивме книгата да стигне до рацете на секој третоодделенец во Охрид. Охридска археолошка азбука со бројни илустрации и шаренило на околу 80 на страници е богата со скапоцени содржини. Нашите дечина ќе се сретнуваат со досега неучени, но битни термини и поими средени од А до Ш. Ќе разберат што е тоа археологија, базилика, Византија, глаголица, Десарети, Јакон, Евангелие, Житие, Залив на коските, Свонлик кратер, Имарет, јазик старословенски, Кабло Ликвидос и ред други поими. Подобро ќе разбера дека нивниот Охрид е град на испреплетена култура, историја и личности важни за регионалната и европската цивилизација, јадро на словенската писменост и култура. Тука твореле и создавале нашите просветители и светители Климент и Наум. Чини се уште во глува дова го слушаш гласот на ловоносецот Прличев како се движи по охридските сокаци, или ако нурнеш подлабоко ќе стигнеш до времето на Пердика и Самуил. Да, во тоа време низ страниците на Охридската археолошка азбука ќе нурна нашите деца кои верувам дека ќе станат уште погорди на самите себе, осознавајќи го своето минато. Ви благодарам.
благодариме градоначалник, да се обезбеди бесплатна достапност на Охридската археолошка азбука до сите ученици од трето одделение од основните училишта на територијата на општина Охрид, се погрижи општина Охрид како главен покровител. Секако, целосната реализација на овој проект беше овозможена од неколку познати општествено одговорни охридски компании кои работат и се грижат за иднината на својот град. Голема благодарност до Печатница Поставраш, Хотел Испалаки, Хотел Инекс Олгица, оригинален охридски бисер Филеви, пицерија Позаностра, Хотел Сити Палас и адвокатот Аристе Танасовски. Почитувани присутни, стручни соработници во ова капитално дело се нашите сограѓани, почитуваниот Паска Кузман и магистер Перо Арџанлиев, реновирани археолози, добро познати на македонската јавност, кои дадоа огромен придонес во создавањето на ова дело. Го поканувам господинот Паско Кузман како промотор на литературата за деца и млади, Охридска археолошка азбука да се обрати. Добар ден. Почитувам градоначалник, Кацаков, почитувам автори, почитувани археолози, почитувани дечиња таму видов дека дојдоа и родители, и почитувани наставници и сите што сте тука. Ќе бидам сосема краток. Ова археолошка азбука представува една вајковита приказна за археолошки поими, бидејќи археологијата како наука, колку што е екзактна, толку е и поетична. Ако овде треба да се изразиме со детска речничка смиговитост, тогаш ова мала детска археолошка енциклопедиска пачка, ова израз на децата, наликува на мала напудрена принцеза која сака да се гнезди во детската љубопитност. Археологијата е наука за минатото на човекот. Така пишува во ова археолошка азбука и така е. Ама, ако ја вклучиме фантазијата, а таа и во најлудите соништа знае да се претвори во вистина, тогаш сосем мирно ќе можеме да констатираме дека археологијата е наука за минатот, ама и за иднината. Сега. Зошто велиме за иднината? Затоа што и сегашноста и иднината набрзо ќе станат минато. Ќе дојде некоја нова иднина, но и таа неминовно ќе стане минато. Инаку, археологијата како поим и како наука е спомната уште во 7-та година пред Христовата ера, и тоа како наслов на 20-томно римско дело, кое се вика Римска археологија, 7-та година пред нашата ера, од авторот Дионисиот Халикарос, а тоа значи археологијата како поим е позната рамно 2031 година до денес. Таа е многу широка наука, фундаментална ја викаме, затоа што таа ги градува во себе сите природни и хуманистички науки, за да биде појасно таа како помошна наука ја користи дури и јапонската физика. Кога сме веќе тука, со користење на својствата на радиоактивниот изотоп на егенородот формула C14, метод за одредување на старост, утврдено дека Охрид, наш Охрид, континуирано функционира 5891 година пред Христовата ера, а до ден денес пресметано може да се каже дека нашиот Охрид е стар точно 7915 години, скоро 8000. Ова е жива вистина, го кажам.
Денеска на овој милениумски Охрид конечно му приведуваме еден несекојдневен настан поврзан со неговата археолошка меморија. И сега да се спуштиме малку на актуелниот миг. Имено, нашите професори, ентузијасти, ја започна емисијата која му беше одавна потребна на Охрид, а натака сигурно и на цела Македонија. Нашите млади генерации, најмладата школска популација и онеја конечно имат ова археолошка азбука која значи влегување во најпрвото предворје кое всушност ги значува првите страници од археолошката читанка. За ова симпатично и инспиративно дело за деца и млади ќе зборуваат рецензентите на публикацијата која ја промовираме, нашите професори од Филозофски факултет Маријан Јованов и Јана Фрицхан. А јас само ќе спомнам 5 статистички бројки кои ја посликуваат охридската детска археолошка бајковита поимологија. Да, вкупно 89 археолошки основни поими, ако добро ги избрав, од кои 26 е директен опис на охридски теми со едноставни, јасни и лапидарни реченици. Оно што остава посебен визуелен печаток се илустративните показанија на поимите, погледајќи ја само книжка. Толку за оваа обликувана графичко форматирана публикација за нашите деца и млади со пријатен нагласок и честитки за вложениот труд и љубов кон пристапот на делото, за авторите Антонијева Климовска, Елизабета Томеска Илиевска, Маја Јаневска и Иван Малезанов, нашиот сограѓанин, со голема почит кон градоначалникот на Охрид, доктор Фиорил Прицаков, кој излезе во пресвет безпоговорно, покровителски кон ова благородна мисија. Ви благодарам. Благодарности до почитуваниот господин Паско Кузман. Наедно на сцената ќе го поканам професор доктор Маријан Јованов, доктор по археолошки науки, редовен професор на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како рецензент на литературата за деца и млади, Охридска археолошка азбука. Добар ден на сите присутни. Почитувани, обично на вакви настани прво се нижат поздравни зборови на истакнатите присутни личности во просторот, во салата, но без да навредам никого, овде за мене во овој момент тоа се моите драги колеги, професорката Елизабета Томеска Илиевска, професорот Антонио Икимовски, како и нивните соработници Маја Јаневска и Иван Малезанов. Без нив и нивното дело, ние денес најверојатно немаше да бидеме овде, во Охрид, и затоа на почеток упатувам голем срдечен поздрав и честитки до нив и нивното дело. А сега може по-формално. Почитуван градоначалник, почитуван и драг колега Паско Кузман, веројатно најпознатиот не само охридски, туку и македонски археолог. Ви благодарам што ни возможивте ова едно навидум само мало книгиче да го представиме за прв пат овде, пред охриѓани, пред градот Охрид, пред столбот на македонската култура, на македонското културно наследство, на македонската археологија и вера. Почитување. Речи си да нема ден, а да не слушнеме некоја фраза за значајот на образованието. Дека е тоа најзначајниот блок за иднината на еден народ, на една држава. Дека се неопходни големи инвестирања и реформи во образовниот процес. И дека час поскоро треба да се започне со тоа. Епа, драги луѓе, драги дечиња, нивни родители, како што реков, ова само навидум мало книжуле е всушност по својот значај книгиште. Големо дело за малите големи луѓе. Ако сакаме квалитетно образование, а сакаме, ако сакаме на нашите деца да им градиме чувство на патриотизам,
на љубов кон сопствената земја и народ, а сакаме, ако сакаме нашите најмили малечки да израснат во вистински джинови, а и тоа го сакаме. Ако сакаме од мали нозе да почнат да се запознава со огромните содржини и вредности на нашето културно наследство, и тоа го сакаме, тогаш е дојден часот да почнеме да правиме нешто за нив. Нешто што ќе допринесе да израснат и се изградат во здрави личности, да се влюбат во својата земја, да стојат мирно кога ќе се свири нашата химна, да ги проучуваат, почитуваат и презентираат нашето огромно богатство наталожено во слоевите под нас од бројни изминати векови, како што рече Паско, 8000 години, таложење на култура под нашите нозе, пред нас и пред целиот свет. А Охрид, градот бисер, градот музеј, градот вечен чувар на културните вредности, е најубавото и единственото место каде можеше и еве се случува промоцијава на оваа охридска археолошка азбука. Прилагодена на младата популација, длабоко сум уверен дека оваа книга-сликовница ќе стане еден од камењата темелници во долгиот процес на изградба на едно 5-6 годишно дете, поздрава личност, возрастна, која со гордост ќе сака да живее и твори на ова наше мало вековно парче земја, со огромна тежина и значење. Патот од 100 мили започнува со првиот чекор. Убеден сум дека оваа охридска археолошка азбука ќе биде тој прв чекор на бројни охридски дечиња во долгиот пат од запознавањето со буквите од азбуката и основните археолошки поими до израснување до светски признати проучувачи и промотори на Македонија, на македонската археологија и култура воопшто. Уште еднаш честитки до авторите и благодарност до сите вас што помогнавте да се случи денешниот настан. Благодарам. Благодариме, професоре. Ја поканувам професор доктор Ана Прицкант, доктор по психолошки науки, редовен професор на Филозофскиот факултет при УКИМ, како рецензент на литературата за деца и млади, Охридска археолошка азбука, да се обрати. Поведете. Добар ден на сите, почитувани присутни, нема да набројувам затоа што Маријан тоа веќе го направи. Чест ми е да бидам денес тука со сите вас, посебно затоа што е Охрид за мене најубавиот град во нашата земја и голема благодарност до моите драги колеги Антонија и Елизабета, кои еве не сум археолог, не сум педагог, меѓутоа ми избра да бидам рецензент на ова многу значајно дело. И од тука само накратко би ги истакнала важните работи на кои треба да бидеме свесни кога ја читаме ова Охридска археолошка азбука, гледано од аспект на развојот. Значи, за воспитно образовниот процес и сето оно што можеме тука да го искористиме, имајќи го ова дело пред нас, ќе оставам да зборуваат педагозите. Но, верувајте, не е само кога читаме дека учиме нови поими. Оно што е многу важно е што со ова дело и со контактот со неговата содржина од најрана возраст ќе успеат малите деца и не само малите деца, и оние кои што се во рана училишна возраст, и оние кои што се во училишна возраст, и адолесцентите и родителите, возрастните, да вложат во својот развој и сознаен, и развојот на идентитетот, и развојот на поимите, затоа што учејќи нешто ново, ние вградуваме дел во нашата личност, во она кои сме, како што и Маријан го кажа претходно. Значи, осознаваме нови работи, градењето на тие поими на еден ваков структуриран начин, нивното ставање во еден поширок контекст, придонесува и кон
сознаниот развој велам и кон емоционалниот и кон развојот на личноста, што е нешто што е многу важно. И ако погледнете и се запрашаме дали постои патување низ времето, за мене тоа е археологија, патување низ времето. Навраќање назад кон минатото, учење за минатото и во оние кои што се директно на терен, тие навистина имаат огромна привилегија да можат да ги откупаат, да можат да ги допрат, да ги држат во раце тие вредни предмети и навистина да патуваат низ времето, да се најдат барем за момент во некој многу далечно минато, кое што на овие простори и овде слушнавме постои навистина импресивно долго. И сега, бидејќи сме овдека од најразлични возрастни групи, јас би ги прашала најмалите, имате ли омилена буква? Јас имам неколку. Да? Например? К. Да. К. К како кирилица. Цела азбука имаме, да. Браво. Браво. Значи, моите се, например, А како археологија, бидејќи се вика Ман. О како Охрид, бидејќи ви реков најубавиот град во државата за мене. З како... Што имавме на З? Имаме Зелка, ама имаме и заливот на Туските, едно од омилените места кои сакам да ги посетам секогаш кога сум тука. Имаме Г како глаголица, имаме Т како требениште. Знаете ли што е најдено во требениште? Ќе научите кога ќе погледнете, да ги прочитате. Ако добро сватив, 4 од 5 златни маски се таму најдени. Импресивно. Јас лично многу научив читајќи ја Охридска археолошка азбука и топло ви ја препорачувам што побрзо да ја прочитате си. Ви благодарам и им честитам на сите четворица автори и им посакувам многу успешни изданија понатаму. Благодарам. Благодарности до професор Ана Прицкан. Еден од мотивите за објавувањето на Охридската археолошка азбука е објавениот археолошки лексикон, чишто автор е професорот Антонио Јахимовски, кој провенствено е наменет за возрастната популација, за потоа да добие педагошка и методичка трансформација, за да биде корисно четиво и за учениците. Го поканувам професор доктор Антонио Јахимовски, редовен професор на Филозофскиот факултет ЮКИМ и раководител на Институтот за историја на уметност и археологија, како автор на литературата за деца и млади да се обрати. Професоре, повелете. Почитувани градоначалник, почитувани присутни, после овие убави зборови, ја не знам што да кажам. Само морам да кажам дека сум особено среќен затоа што со ова го почнуваме чествувањето на Свети Климент Охридски. Еден од учителите, наставниците, професорите, едукаторите, кој што допринесе пред 1100 години, тој го направи тоа туку. Ние сега продолжуваме. Се надам дека ќе продолжиме и понатаму да има пишано и некој говор, меѓутоа мислам дека е ова доволно. Ви благодарам. Благодариме, професоре, за вашето искрено обраќање. Од големо значење е вклученоста и на магистер Маја Јаневска, која што со своите педагошки и практични компетенции прави методичко тестирање во практичната работа со учениците. Како наставник со долгогодишно искуство, преку ова дело ја доближува стручната теорија со наставната практика. Ја поканувам магистер Маја Јаневска како автор на литературата за деца и млади, Охридска археолошка азбука да се обрати. Добар ден на сите, почитувани присутни. Дозволете во моје име да се заблагодарам на вашето присуство и за одвоеното од ваше време. Значи, заеднички да го подржиме ова литературно дело кој е наменето за деца и млади. Навистина имам голема привилегија и чест што сум дел од овој тим.
наистина професионален и нашите соработници, рецензенти, нашиот познат господин Марко Кузман, што посебно можност имав да дадам свој придонес за афирмирање на културното наследство на древниот Охрид и на вековното наследство од нашата земја. Како долгогодишен наставник ја воочив потребата од користење на дополнителна литература во наставата, која опфаќа археолошката област и истата посебно своевидна воспитна и образовна поддршка ќе има при изучување на содржините од наставните предмети, општество, македонски јазик, историја, но и од останатите предмети, наставни предмети. Учениците и досега се сретнуваат со термини и поими кои се застапени во оваа Охридска археолошка азбука, но најголем дел од нив само ги меморираат овие поими, недоволно им се јасни, не го разбираат нивното значење и немаат доволна можност за нивно визуализирање. Освен за учениците, убедена сум дека ова ќе представува своевиден археолошки речник и за наставниците при богатување на ученичкиот вокабулар со нови зборови. Посебно што ваквиот вид на литература има воспитно влијание преку развивање на свеста за непространливото национално културно богатство уште од најмала возраст. На овој начин кај учениците ќе се развиваат позитивни вредности и тие ќе градат позитивен однос кон националниот идентитет. Вториот аспект кој што сакам да го опфатам како наставник и како автор, потребата од програмско и концепциско изменување на моделот за организирање на задолжителните едукативни екскурзии и посети, што се составен дел од училишните програми. При тоа и во овој дел ја наоѓам големата полза од ова дело, која што ќе придонесе за една кохезија помеѓу теоретското и практичното, односно она што го изучуваат наставните содржини, а со дополнителна поддршка од оваа литература, учениците ќе им голеснат процесот за препознавање на објаснетите и визуелно представените поими во делото во непосредната околина, односно при посетата на археолошките локалитети и спомениците на културата. При изработката на делото посебно се посвети големо внимание на тоа како да се направи поврзување помеѓу читањето и изборот на соодветните поими од област на археологијата, кои на суптилен начин го поттикнуваат и читањето на едносложни и повеќе сложни зборови. Тие дури и на помала возраст ќе ги изучуваат буквите од македонската азбука, од ова дело, ќе се поттикнува процесот на глобалното читање, кој што ќе биде подкрепено со соодветно избраните колоритни фотографии и цртежи со кои се представени поимите. Од оваа позиција може слободно да истакнам дека оваа литература е целосно адаптирана и за користење и исполнување на слободното време на учениците. При што убедена сум дека ќе се поттикне интересот на нивните родители, а и нивните членови на поширокото семејство. Предизвикот беше голем кога објаснувањето требаше да биде прилагодено на возраста на учениците, а при тоа се користеа внимателно избрани зборови, разбирливи за соодветната возраст. Како наставник и автор, веќе ја чувствувам потребата од ваквата азбука, дека треба да се создаде малку лексикон, кој ќе содржи појаснување на повеќе од 3 поими за секоја буква. Убедена сум дека со ова дело, археолошката азбука, ја доближуваме на најмладата читателска публика, која секогаш се воодушевува од старите пронајдени предмети и казните поврзани со нив, а на тој начин допълнително се развива љубопитноста кај нив и интересот за нови сознанија. Исто така верувам дека на ова љубопитство нема да одоле и повозрастната читателска публика. Благодарам. Почитуваме Јаневска, ви благодариме за вашето обраќање. Авторскиот придонес на археологот Иван Малезанов, кој што е на прагот на научното звање магистар по археолошки науки, имено наш сограѓанин, кој што од мали нозе
Во што Мали Нозе се запознава со работата на археолозите на познатите охридски локалитети во родниот Охрид и дава посебен стручен придонес за изработка на ова дело. Го поканувам Иван Маретанов, еден од авторите на оваа литература за деца. Почитувам градоначалник на општина Охрид, доктор Цвет Цветаков, почитувам председател на општина Охрид, почитувани советници, почитувани професори и наставници, почитуван промотор, почитувани рецензенти, почитувани колеги археолози. Дозволете прво да се заблагодарам во поедично име од името на регионалниот зелен центар Охрид. Сакам да се заблагодарам на сите кои на било каков начин придонесоа кон реализација на ова дело. Се сеќавам уште на почетокот на моите студии, при еден разговор со професорите Антонио и Маријан, дојдовме до еден заклучок дека мора нешто да направиме во однос на едукацијата на младите за значењето на културното наследство. И токму кога ме повика да разговараме на оваа тема на охридската археолошка азбука, со задоволство го прифатив ова нешто. И можам да кажам дека сум многу горд и е чест што сум дел од овој тим, заедно со професорката Елизабета и магистар Марија Ганеска. Горд сум заради тоа што имав честа да бидам дел од ова и мислам дека успеавме со еден мал придонес да дадеме толкава контрибуција кон учениците пред од основното образование. И се надевам дека во напредок ќе продолжиме со поголеми дела кои ќе бидат не само за учениците, туку и за пошироката публика. А за крај сакам да завршам со тоа дека културата расте со младите и токму ова дело е доказ дека ќе продолжи во имена да биде. Благодарам. Благодарам Миче и за 9 дена те чекаме со новото свајање. На нови проекти. Почитувани присутни, храбриот чекор за отпочнување на вакво стручно дело подразбираше мултидисциплинарност со стручни компетенции и од страна на професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, која што има долгогодишно искуство во областа на јазичното описменување и работи на образовна промоција на културното наследство и е иницијатор за обрежување на локалната самоуправа, високото образование и приватниот сектор. Ја поканувам професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, редовен професор на Филозофскиот факултет при УКИН, автор на литературата за деца и млади, Охридска археолошка азбука да се обради. Се обидам да го задржам вашето внимание како последен говорник, малку ќе биде тешко, бидејќи сум критикувана дека говорам долго, се напишам говор за да го почитувам дека. Почитуван градоначалник на општина Охрид, доктор Кирил Пецаков. Почитуван председател на Советот на општина Охрид, господин Петчо Божиновски. Почитувани советници, почитувани директори, педагози, археолози, наставници, психолози. Почитувани директори и представници на институциите од областта на културата, ученици, драги деца, ценети гости, драги пријатели на педагошкото и археолошкото дело товар ден. Во моје лично име и во името на целиот авторски и рецензентски тим, уште еднаш да ви се заблагодарам за присуството и за укажаното внимание, а најголема благодарност сакам да упатам на човекот кој што безрезервно ми укажа довербата, за да се пуштиме во исполнување на еден сон кој прерасна во приказна, која што денес се раскажуваме, а веќе со убеденост може да кажеме дека ќе се прераскажува долго. Кога ќе им кажете или предложите нешто ново на луѓето, според нивната подготвеност и авангардност, лично јас ги делам во две категории. И тоа, првата која секогаш ќе ве праша зошто, а втората која што ќе ви го постави прашањето, а зошто да не. Токму во оваа втора категорија на луѓе се бројува
Со право сега може да го ословам како наш градоначалник, како пријател на археологијата и педагогијата, господин Кирил Пецаков. Верувам дека и не беше едноставно понекогаш да се истрпи притисокот што го правевме врз него, врз сите вклучени лица од општината, а посебно и кон господјата Весна Јовановска, понекогаш и 176 километри представува потешкотија за можностите непосредно да се комуницира, организира и работи, но се беше со единствена цел да добиеме квалитетен резултат, а посебно кога работиме за нашите деца и млади. Весна, посебно ви се благодарува за неприкосновената поддршка и координација и за тоа што ја прифативте улогата на конференција за денешната промоција. Тука е нашиот драг Иван Малезанов, кој што случајно живее во Охрид и за кратко време ќе се приклучи во друштвото на магистри, овој пат по археолошки науки, кој ни беше продолженото око, уво, рака и уста во клучните моменти за соработка со општината, но и со печатницата. Ми беше задоволство што природата на работата бараше почесто да патува во Охрид и при пишување на оваа приказна да се запознам со нови луѓе и да стекнам и нови пријателства со Охриѓани. Секогаш е пријатно и непроценливо времето поминато, ќе се дозволам да кажам со еден од доајените на македонската археологија, господинот Васко Гузман, со кој седејќи во некој пријатно кафе во Бараш, разговаравме, се консултиравме и советувавме за Охридската археолошка азбука. Честа е наша да соработуваме со вас. Чудни се патиштата кои водат кон Охрид. Во сплет на околностите кои се викаат завршни подготовки пред печатење, а поканети да присуствуваме на роденденот на градот Охрид, а патувајќи со археолози кои по својата необична и непредвидлива природа и интересни со нови и нови приказни, имав редката чест и привилегија да бидам дел од случување и скопување кое што веројатно еднаш се случува во столетието. Имав редка привилегија да бидам дел од моментите на епохалното археолошко ископување во Охридско-Спрушкиот регион во селото Корошишта, кој е со непроценливо национално и светско значење. Мојот поклон до веќе доктор Перо Арџалиев, кој за својата екипа деноноќно и безпоштетно и посветено работеа долг период на терен. Слушано токму овој археолог е нашиот клучен соработник, кој во моментиве и се стекнува со научно звание доктор по археолошки науки и неговото отсуство е оправдано. Веројатно за многумина беше чудно присуството на еден педагог на таа нива со археолошко чудо. Но во тие моменти на среќа радост, уште повеќе бев сигурна дека се на вистинскиот пат со нашата приказна. За мене пак, лично ова беше уште еден поттик да продолжам со воспитно образовната промоција на националното културно наследство за децата и младите од најмала возраст и истото да има системски решенија. Драги мои колеги, долгогодишни пријатели и соработници, во приказната во улога на рецензенти, а денес и во улога на промотори, професорот Маријан Јованов, нашиот почитуван универзитетски професор по археолошки науки, и професорката Ана Фрицка, нашиот развоен психолог, доктор по психолошки науки, допатам голема благодарност и кон вас, кои бевте целовремено наши подржувачи, луѓе со кои во ги тестиравме нашите хипотези, нашите најдобронамерни критичари со својата компетентност подадоа придоносот секој со својата стручна област. Чувајќи луѓето со кои што брзо се договараш, а долго се смееш. Луѓе кои што без долго објаснување покажаа висока самосвест и покажаа општествена одговорност преку поддршката на ова значено дело. Уште еднаш ќе се повтора и да се заблагодарам на пријателите на оваа педагошко-археолошка приказна до печатницата Коста Абраш, хотелот Испалаки, хотелот Инесолгица, оригинални охридски бисери, филеви, пицеријата Коза Ностра, хотел Сити Палас и адвокатот Христо Танасковски. Да не звучи како клише, но секој од горе споменатите на свој начин допринесе за сето ова да ја добие својата виделина. Убедени сме дека оваа листа на добронамерници ќе се зголемува и во иднина. Видливоста за литература за деца и млади, Охридска археолошка азбука и информираноста до охридската, но и до целата македонска јавност немаше да биде можна доколку не беа медиумите. И благодариме на сите за медиумската поддршка.
Секој сегмент од културното наследство има силна археолошка и историска основа и значење. Поради тоа, значењето на проучувањето на културното наследство и неговото запознавање придонесува за развивање на свеста кај децата и кај младите за својата национална припадност. Националното културно самосознавање на децата и младите не е можно само преку користење на традиционални начини на учење, туку во овој процес мора да се користат и други неформални пристапи, преку кои ќе се осознава, гради, зачувува, но пред се развива свеста за културното наследство. Ваквиот вид на издание, кое по својот карактер е поразлично од останатата литература, намената за најмладите читатели, е прво од ваков вид во Македонија и во регион. Идејата да се направи нешто вакво се провејува неколку години наназад, а резултира со долгогодишните археолошки истражувања на авторите, објавувањето на археолошкиот лексикон, чиј штаб е професор Кимовски, и многобројните мултидисциплинарни проекти со кои како дел од тимот беа вклучени авторите на ова дело. Една од причините е објавениот археолошки лексикон кој првенствено е наменет за возрастната популација, но истото да добие педагошка и методичка трансформација и да биде корисно четиво и за учениците. Ваквата идеја, како што веќе беше претходно напоменато, подразбираше мултидисциплинарност со посебните и стручни компетенции. Оваа литература слободно може да кажеме дека јазично и археолошки ќе описменува. Во процесот на создавање на делото беше извршена анализа на поими, кои што ќе треба да бидат соодветно избрани и објаснети според хронолошкиот редослед на буквите во македонската азбука кирилица. Во делото на застапени поими од археологијата со интернационално значење, но првенствено се инсистираше на застапеност на поими кои ќе го сликуваат културното наследство на градот Охрид и на Охридскиот регион. Посебно внимание се обрна на нивното објаснување да биде разбирливо за популацијата за која е наменето и согласно со тоа посебно внимание се посвети при изборот на соодветни слики, фотографии и цртежи, преку кои на најдобар можен начин визуелно ќе се објаснат самите поими. Постои неопходна потреба за интервенција од поинтензивно вклучување на содржини кои се поврзани со националното културно наследство и тоа во сите воспитно-образовни подсистеми, почнувајќи од градинките, завршувајќи во високото образование. Одговорот е деците, постои потреба од системски решенија за долгорочно заклучување на овој процес. Во периодот се остваруваат стручни состаноци со релевантни национални авторитети, односно со Министерството за образование и наука и со Министерството за култура и туризам, кои ја изразуваат одобреноста за промени од таков карактер. Треба да се испегне дека во наставните содржини како недостаток се појавува застапеноста на културното наследство и националните вредности на нашата земја, а за сметка на тоа се нудат повеќе содржини информации за други народи, други значајни личности и историски настави. Оваа литература за деца и млади се очекува да представува своевидна наставна компензација, образовна поддршка исто така и на наставниците, но ќе биде и во функција на зајакнувањето на наставните програми и активности од јазичната, општествено-историската група на содржини поими и активности релевантни за тие наставни програми. Мора да биде мислено дека не импланира фактот што делото и во фазата на подготовка за негова промоција побудува неверојатен интерес кај децата, стручната, но и пошироката јавност, така што освен што е наменета за деца и млади, делото по се изгледа дека ќе биде примамливо, четливо и за повозрастните читатели. А се со единствена цел на еден интересен начин да го поттикнеме, уште еднаш ќе напоменам, вниманието и значењето за националното културно наследство. Почитувани. Вашето ценетно учество на оваа промоција е од непроценливо значење за развој, бидејќи представуваме воспитно образовни промотори на националното културно наследство. Ви благодарам. Благодариме, професорки, за вашето црпно обраќање. Уште еднаш искрени честитки до авторите, стручните соработници, рецензентите, промоторите и целиот тим вклучен во создавање на промоција на ова капитално дело.
кој денес ќе стигне во расцета на опритските третооделенци. На самиот крај ќе ги поканам представниците на општинските основни училишта да подигнат примероци кои се предвидени за нив. Вам, почитувани, ќе ви се заблагодарам за присуството и ќе ве поканам на преостанатите активности во рамките на програмата на Општина Охрид за чествување на својот патron. Благодарам.